Завршна изложба за 2023 година на Интернационалниот институт Изет Цури. Тоа ќе биде нашата следна тема на гостувањето во Македонија наутро. Добро утро за три прекрасни дами, Анастасија Богдановска-Стејси, моден новинар и режисер на ревијата. Добро утро за Софија Петрова и Мартина Андреевска, студентки. Како сте? Одлично, утренски. Ранобудци? Или имате каже проблем со станување? Во вакви ситуации мора, затоа што се работи интензивно, нели? Знам да кога се подготвува нешто, обично знае малку навечер да се остане повеќе од предвиденото, па за тоа сакав да се насмеем и тоа да ве прашам. Нова завршна ревија и минатата година, лично и господинот Изет Цури ни беше наш гостин да ја најави. Баш ми е мило што секоја година го следиме текот со она што ви се случува. Благодариме за тоа. Почнуваме со вас. Ајде прво околу темата, сакам да навлеземе во тоа што годинава има задача студентите да го подготват за ова завршна. Всушност секоја година имаме тема, целата работа околу тоа како нели да ги мотивираме студентите и да истражуваат и мислам да истражуваат и на самата тема, но и да истражуваат намнатре нели во сопствените инспирации, така што оваа година темата е Тиери Муглер со цел нели откако почина гениот лани во јануари. И имено, нели, господинот Изет Цури има работено повеќе од деценија со самиот Тиери Муглер. Сакавме навистина да им потенцираме за тоа колку е тој важен и колку е тој инспирација. Така што оваа година темата им беше тоа на студентите и навистина креациите се секоја сама за себе приказна од дел од работата на Тиери Муглер. Интересна е приказната како всушност господинот Цури се запознава со Тиери Муглер и како станува втор човек всушност во неговиот бренд, негова десна рак. Да, навистина, бидејќи Тиери Муглер е всушност креативецот нели во неговиот бренд, меѓутоа него му е потребен некој кој што неговите идеи ќе знае да ги преслика во нели функционални модели. За тоа бил задолжен токму господинот Изет Цури и станува нели како гени во својата дејност, станува втор човек во неговата компанија и навистина соработуваат долги години, што е многу важно. Тешко ли беше да се подготви една ваква завршна изложба со приказна која е посветена на ваков моден гений? Тоа би требало студентите самите да кажат колку успеа да си ги најдат нели инспирациите. Ние од друга страна за како презентација на нивните дизајни, тоа навистина ни беше не само предизвик, туку барем за мене длабока инспирација. Но сигурно си била дел од процесот или од работата на студентите, ја чувствуваше нивната енергија, да, ние бевме дел уште од тоа. почетокот, ние бевме, мислам, ги погледнавме уште инспирациите од самиот почеток кога почнаа да ги работат моделите. Нормално со текот на работата како навлегуваат во целата приказна, знаат малку и промени да направат, меѓутоа беше навистина интересно замислата како да биде, затоа што Тиери Муглер е познат, меѓу другото самиот за себе кажува дека не е моден дизајнер, туку дека е режисер, затоа што сака, тој е балетан, нели, има 6 години школувано како балетан и потоа значи ја прави најголемата модна ревија од типот на драма во 84-та година со повеќе од 2000 гости и нормално од понатаму останува забележан и запаметен како таков. И сега како тоа да се преслика во модна ревија тука, што не сме навикнати на такви модни ревии, изискуваше школување не само нели на манекенките, не само барање професионалци на полето од секој дел во организацијата, така што ќе видиме навистина како тоа ќе го изведеме, но мислам дека ќе биде спектакл во кој што ќе уживаат гостите и поканетите. Софија, Мартина, по едно прашање за вас сега во овој дел, што беше најпредизвикувачки во целиот овој процес на работа за вас? За мене најпредизвикувачкото нешто беше конструкцијата на мојот модел. Значи мојата креација беше инспирирана од 3 модели на Муглер. Тоа е една футуристичка креација, конструкцијата беше навистина макотрпна, меѓутоа интересна за гледање и задоволство е да се види како готова, завршена и искрено едва чекам да ја видам и на девојка на писта. Мартина? За мене линијата да доловам на Муглер, која што има и да се пронајдам самата себе, беше еден поголем предизвик, но мислам дека го изведов на најдобар можен начин, на кој што можев да го направам тоа. Прашање за сите три, колку целата животна биографија и на господинот Изет Цури е ваша инспирација?
За мене, навистина, секоја соработка ми е не само инспирација, мислам, тоа ми е некако, мислам дека сите искуства во живот и сите среќавања со луѓе низ животот оставаат некој белег на луѓето. И мислам дека приказната со Изет Цури, мислам, барем за мене, започнува уште со мојата мајка, која што како нели дел од првата група манекенки, во 82 година настапува како единствена македонска манекенка на ревијата на Изет Цури, откако тој се решава, иако работи во Париз, да направи една голема модна ревија овде. И таа приказна е многу специфична со тоа како тој успева да пренесе како се работи таму, уште во 82 година, нели, овде во Скопје. И иако, нели, растев со таа приказна, кога имав шанса, кога се врати господинот Цури после неговото пензионирање, всушност во процесот на создавање на институтот, кога го запознав како човек, навистина, мислам, неговиот дух е неверојатен и мислам дека е навистина богатство што овие студенти имаат можност покрај таков човек да учат. Истото прашање до вас. Точно, чест е да се учи и да се биде во присуство на професорот, бидејќи се чувствува таква една енергија професионална и тоа е таков мајстор, значи спектакуларен мајстор од кој што може толку многу да се научи и многу сме среќни и задоволни што имаме можноста со него да соработуваме и да учиме. Така, да. Мартин? Јас сум премногу среќна што имам чест и што слушнав на телевизија искрено за професорот и што имам чест да работам со него. Кога го видите, едноставно се чувствувате дека е можно од нула да направите нешто преголемо и верувам многу во студентите и ви дава храброст да направите големи чекори, кои што сите ги можат, само е потребно голем труд и енергија за сето тоа. Така. Колку студенти се вкупно вклучени во целиот процес, како режисер, сега те прашувам како е тоа замислено да изгледа? Сега не да откриваме се, меѓутоа така малку да... Не откриваме се, меѓутоа самиот факт дека се повеќе од 30 студенти, а секој студент учествува со по една негова креација. Така. Меѓу другото сакаме да покажеме и дизајни на завршени студенти и дел од професорите, со тоа што нели со нивните модели ќе се види што всушност тие се способни да ги научат студентите. Мислам дека ќе биде навистина интересна приказна и со целата тоа самиот број на модели и со целата идеја дека тоа е Тиери Муглер, ќе оставиме понатаму да погледнат нели после ревијата и на ревијата сите гости да самите да посведочат на што сме работеле. Да не навлегуваме премногу во детали, кога ќе се случи ревијата? Ревијата од отворен тип со покани, влезници, тој дел да го објасниме? Да, е со покани, затоа што се работи сепак за ревија од висок ранг, нели, со дипломатски кор, меѓутоа е од отворен тип, со тоа што, нели, за жал, оние кои што немаат покана ќе треба, нели, да заземат стоечка позиција, меѓутоа се работи за голема писта, се работи за голем простор, ќе биде во петок во 20 часот, нели, почетокот на ревијата, ќе трае малку подолго и ќе биде нормално во Македонска опера и балет, затоа што како простор е многу соодветен и за темата и како, нели, габаритен. Супер, одлично, девојки, благодарам за гостувањето во Македонија наутро, посакувам успешна ревија, иако не се сомневаме дека тоа ќе биде така. Благодарам, ве покануваме и вас и сите гледачи.